може. Почитувани, ви представува особена чест и задоволство на денешната пресконференција да ви информирам за постигнувањата во областта на образованието. Именно во предизборната програма на ВМРО-ДПМН, уште во 2006 година, беше ветено дека ќе бидат отворени ЕУ фондовите за граѓаните на Република Македонија. Меѓу првите фондови кои се отворени се оние во областта на образованието. Денес ова ветување во целост е остварено и може да кажеме дека со формирањето на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност остварен значаен чекор во областта на евроинтеграциите и приближувањето на Република Македонија кон него. Формирањето на нова независна институција која ќе врши децентрализирано управување на програмата Млади во акција и доживотно учење не е ништо ново како процес во земјите членки на Европската унија. Овој значаен чекор беше направен со цел и како предуслов за Република Македонија да бидат отворени програмите Млади во акција и програмата Доживотно учење. Формирањето и функционирањето на Националната агенција е еден од најпозитивните оценети аспекти во областта на образованието во процесот на напредокот на Република Македонија кон Европската унија. Ова може да се евидентира и во двата последни извештаи на Европската комисија во точка 3.26 образование и култура. Со овие програми, уште оваа година, обезбедена е финансиска поддршка во дел фондовите во висина 900.000 евра. Во 2010 година ќе бидат обезбедени 1,5 милион евра, а веќе во 2011 година се преговара за отварање на 4 милиони евра за корисниците на Република Македонија. Фондовите на Националната агенција може да ги користат различни категории на учесници, и тоа програмата Доживотно учење се состои од 4 секторски програми, а секоја опфаќа различни области на образование и обука. Comenius, обука на работно место. Оваа програма е наменета за градинките, основните и средните училишта и вработените, кои што може да поминат од 1 до 6 недели во некои од европските земји. Подготвителни посети. Можност за корисниците од Македонија да стапат во контакт со партнери од ЕУ и да работат со нив. Comenius асистенти, асистенти на пракса на наставникот од Република Македонија во земја членка на Европската унија. Мултилатерални училишни партнерства, билатерални училишни партнерства. Исто така по програмата Студиски посети, наменета за експерти и професионалци од област на образованието. Програмата Леонардо да Винчи, наменета за стручното образование и обука, каде што стручните училишта и другите институции кои што работат со стручно образование и обука може да користат европски фондови за подготвителни посети за почетно стручно образование, за луѓе на пазар на трудот, за професионалци во стручно образование и обука. Дополнително се отвора и така наречената стара програма или звезда програма на Европската унија, програмата Еразмус. Таа е најголемата програма за мобилност на студенти и наставен кадар во Европската унија. Се очекува оваа година да биде испратен 2 милионитиот учесник во оваа програма на ниво на Европа. За прв пат програмата Еразмус се отвори за Република Македонија. Програмата Еразмус овозможува високообразовните институции, студентите, наставниот кадар и административниот кадар да користат фондови проекти. Следната мерка во програмата Еразмус е студентски престој за стажирање, како и обука на работените во високообразовните институции. До денес 3 државни универзитети веќе ги добија лицензата за користење на овие фондови, а до крајот на годината очекуваме и другите високообразовни институции да се добијат со оваа лиценза. Програмата Грундик, оваа програма е заменета за образование на возрастни, обука на работно место, посети и размени, подготвителни посети, сите во партнерство со земјите членки на Европската унија. Втората голема програма е програмата Млади во акција, која што е наменета за здруженијата на граѓани и фондации, за која што се обезбедени исто така финансиски средства. Преку оваа програма голем број на здруженија и граѓани, здруженија на граѓани и фондации, како и други институции кои што работат со млади, ќе може да користат за создавање на партнерства и проекти со кои ќе се овозможи мобилност на младите во Европа. За мобилноста, како еден од основните стожери на програмата за заедниците, секако многу ќе придонесе визната либерализација, која пак представува и клучен фактор за мотивација на младите за меѓукултурна соработка. ВМРО-ДПМН активно работи на спроведување на зацртаните приоритети и поддршка на евроинтегративните процеси, како и поддршка и напредување на образовниот процес во Република Македонија. Благодарам.